Тоа е повеќе од емисија, тоа е некој културно наследство и тоа може да се обновува и да се појавува повторно и повторно. И практично луѓето го памтат таа генерација што као деца гледале, сега пораснаа, сега станаа родители и гледаат некои можности во тоа да ги образуваат или да ги забавуваат своите деца. Иако Бушава азбука остаре практично 40 години, тоа е озбилна старост за днешна телевизија и не е така свежа и не е така модерна кој што беше кога се појави. Се наоѓаме пред зградата на Бушава азбука поново во Девармало, која што не случајно е избрана да биде зградата на Бушава азбука. Не е заради тоа што е локацијата во Девармало, па тука има поголема фреквенција на луѓе, тоа едноставно така универзумски се намести. Ова е зградата во која што види вака раскажувачко студио, фирмата која што ги обедини сите права на Бушава азбука, од сценариото на Горан Стефановски, илустрациите од Душан Петричич кој што ги вративме од Белград дома, правата беа во Србија, правата на професор Слободан Нунковски. И тоа е една од причините зошто е оваа зграда муралот на Бушава азбука, место кое што сосема случајно, а можеби и не случајно, се наоѓа во Девармало, каде што знаеме дека овие наши големи уметници црпеле инспирација, твореле, битисувале. На дополнување на самата приказка, фактички ние тоа што сме го имале во нашето детство и тоа што ние сме го гледале, продолжува на еден малце поразличен начин, така да ете и Графитов е еден вид на најава за новата серија на Буквождар. Па Буквождар е, како да кажам, едно премавнување од еден мост, да речеме, меѓу тоа што било и тоа што треба да биде. И тој е практично еден друг аспект на буквите, на употребата на јазикот и така натаму. Ми се радувам дека се појавува, не? Меѓутоа, мислам дека правото продолжување на Бушава азбука ќе биде кога ќе се направи Бушав буквар, вториот дел што е веќе напишан од Горан Стефановски и од Алчевски. И очекувам еден ден да се развие една свест дека е тоа неопходно, да си го сочуваме јазикот, да го унапредиме и така натаму. Па скицата е заедничка скица што правевме и со пријателите од Види Вака. Не е нашо лично дело, дел од буквите се старите букви кои што се од Бушава азбука, дел од карактерите се новите карактери од Буквождар што ќе видите сега на цртанот. Нормално дека имаме сеќавање на сите у градов Скопје, Бушава азбука, делот, мислам дека културен дел од Скопје е. Од младо до старо сите ја знаат Бушавата азбука, со тоа што сега ќе се прави цртани, има нови ликови. Помалите, мислам дека нема толку фатено тој дел и мислам дека со ова ќе дознаат повеќе и со цртанот ќе дознаат уште повеќе и ќе ги спојат тие два универзума на старата Бушава азбука и новиот момент. Ја мислам дека е важно за не само за идните, него за сегашните генерации, затоа што јазикот е тоа што го имаме. Јазикот е идентитет, ништо друго. Јазикот е практично тоа што го држи. И во тој смисол мислам дека е важно све што може да се направи за јазикот да се афирмира, да се брани, да се унапредува, да се дознава и така натаму. Све што спаѓа под стрит арт, графити, мурали или било кој начин на изразување, дава некаков печат и визуелно подсликува нешто, дава некоја порака. Мислам дека пораката е да
дадеме една добра најава за новата цртана серија на Букваждар. Муралот Бушава азбука е само еден почеток. Почеток на празнувањето на 40 годишнината од јубилеот од првото емитување на Бушава азбука. Од таа причина ќе направиме и отварање на муралот и покрај тоа што е отворен на 31 август, во недела, ден пред почеток на школската година. Ќе се собереме на оваа локација, ќе имаме активности за најмладите, ќе имаме подароци за најмладите, ќе имаме кампања за прибирање на средства со кои што ќе се помогне продолжување на развивањето на нешто што се нарекува Бушав универзум, во кој што треба да спаја и Букваждар, новата анимирана серија, која што раскажува за празниот простор од 40 години и што се случувало со нашите букви од Бушава азбука, но и за најважниот проект, а тоа е Бушав буквар, продолжението на Бушава азбука, вториот дел, кој што е веќе напишан од Горан Стефановски и од Маријан Алчевски. Тоа е последното дело на Горан Стефановски.